Јавноста се уште останува во неизвестност кој ќе ја формира новата влада. Една недела до истекот на рокот на Иванов за доделување мандат, политичкиот врв во земјата молчи и не открива детали за преговорите. Од една страна ВМРО-ДПМН вели дека имаат легитимитет и поддршка од народот, од друга страна СДСМ вели дека зборот на Груевски во политиката веќе не вреди ништо. ВМРО-ДПМН победи на овие избори, има легитимитет и целосна поддршка од народот да ја формира новата влада. ВМРО-ДПМН има обврска да направи се за да исполни волјата на мнозинството. Мандатот за формирање на нова влада е во рацете на Никола Груевски. Тој беше носител на сите изборни активности и ја освои довербата на граѓаните. Колку побргу внатре во ВМРО-ДПМН ќе разберат дека треба да го снема Никола Груевски од политичката сцена, толку подобро за нив како партија, толку подобро за Република Македонија како држава. Искрено се надевам дека во блиска иднина ќе се најдат сили внатре во ВМРО-ДПМН да му кажат на Никола Груевски дека неговото е завршено. Од друга страна, ниту Иванов не открива кога и кому ќе му го додели мандатот, единствено што вели е дека ќе ги почитува законските рокови. Јас како претседател сум обврзан според уставот по конституирањето на собранието во 10 дена да го дадам мандатот. Потоа следи мандатарот, има 20 дена кога треба да ја состави владата, која треба да добија мнозинство во парламентот. Така што сето тоа е одредено и почитувајќи ги процедурите, почитувајќи го уставот, даваме сигурност кај граѓаните и известност со политичките процеси. По доделување на мандатот од страна на Иванов, мандатарот има законски рок од 20 дена до собранието да го предложи составот и програмата. Доколку не се постигне договор, мандатот се одзема и се доделува на втората партија по број на мандати.